Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар, на почеток на уште едно издание на нашата емисија, во кое од се оно што го правиме за регионот, источниот регион на Македонија, кој што е Штип, се враќаме од време на време во самиот наш Штип, со теми кои што секој се актуелни. Знам дека од секој најмногу внимание кај вас предизвикуваат и ме радува тоа што е така, не толку политиката, како политика која гостуваме, зборуваме за политика, политички препукувања, туку она што се секојдневни теми, она што се услови во кои што живееме. За тие услови секогаш најодговорни се луѓето кои што работат во јавните предпријатија и најмногу во Штип покрај другото јавното предпријатие ИСР, бидејќи тука се комуналиите, тука е чистењето, тука се водоснабдувањето, значи се она што не се може. Токму затоа повторно простор даваме да разговараме вака на почеток, на крајот на летото, почетокот на зимската сезона на некој начин, со директорот на јавното предпријатие ИСР, господинот Ангел Бојаджиев. Господин Бојаджиев, добар ден, добре дојдовте во нашето студио. Добар ден и добар ден на сите гледачи на Стар телевизија. Вие сте некаде при крајот на својот мандат од назначувањето, како многумина уште ве гледаат како младото дете кое што работи, постојано ве паметат од пред назначувањето на функцијата ВД директор, ве паметат постојано на терен, по улиците, по парковите со работа на многу проекти и на коритото на река Отиња. Смени ли нешто директорската позиција во тој поглед или пак сте на терен многу? Да ви кажам искрено не. Значи постојано сум на терен, постојано сум меѓу работниците, постојано сум меѓу проектите, гледате дека нон-стоп се работи, гледате дека Штип веќе личи на големо градилиште, на секој чекор се градат нови паркови, се градат нови, се асфалтираат улици, значи се работи на речното корито на река Отиња, значи моментално еве сега работиме на парк, работиме на градскиот пазар, значи многу активности на многу места. Ќе преминеме на она што е најактуелно, меѓутоа ме интересира. Се забележува во целата таа работа, нели, ако се отиде некаде да се работи, може да се работи за да се реализираат проекти, меѓутоа кога ќе се работи нешто кај вас, како да се забележува да сакате да направите нешто поинакво. Многумина, значи различни се толкувањата. Паркот спроти пазарот, на други места, значи различни решенија на различни места. Некаде решение со дрвена ограда, некаде со камена ограда. Дали тоа и лично во животот ве окупира да си работите и кај себе дома да си правите убави нешто различно, украсно? Па да, сето тоа што го работиме со стил, пред се со љубов, со ентузијазам, со љубов и помогнати од архитектите, се разбира, бидејќи не може да биде монотонно. Ако работиме, да речеме, во една наслаба камен, во другата наслаба работиме дрво, во трета наслаба разноликост, работиме со блок, со поставување на жардинјери, така да сето тоа го работиме стручно, го работиме прецизно, со однапред изготвени проекти и го работиме со пред се на барање на граѓаните. Како одговарате на оние кои што сакаат да бидат критичари, секогаш и велат аман само паркови се прават, па ваму, таму па се фалат. Сте ги слушнале тие обвинувања? Како одговарате на нив? Види, не знам дали знаете во минатото дали имаше паркови. Значи еве гледате, ако направиме на споредба, во минатото еве сме имале многу градоначалници, знаеме што направија. Еве сега гледате со нашиот градоначалник примариус магистар Илчо Захариев, со неговиот тим, гледате дека секојдневно се работи, изникнуваат нови паркови површини, значи изникнуваат нови улици, се работи на речното корито на река Отиња. Значи го завршивме проектот 2,5 километра пешачка патека која води од 8 ноември па се до Ново село, еве сега ќе продолжи и до Караорман, така да многу е битно кога работите да оставите нешто за себе, пошто луѓето ќе ве паметат. Така, ние ќе говориме во оваа наша емисија и за тие проекти и за другите големи условно речено проекти. Пред се ќе одговараме и на прашања на гледачите кои што сигурно ќе имаат своји прашања, некои за нешто што е лично за него, некои за нешто поопширно, поглобално. Го имаме и првиот гледач. Добро вечер, повелете. Ало? Ако не слушате, веќе можете да поставите. Ало, добар ден. Повелете, добар ден, добро вечер, како ви да? Среќен ден, поздрав до студиото, до гостино. Едно прашање до директора. Ајде. Пожелувам му голем успех у работата. Не само новите гробиша да ги асфалтира, да ги дотерува, и старите гробиша. Старите гробиша да ги направи, да ги дотера од гроб до гроб, да се цементира, да се направат скали, ограда да се стави, да има човеци да ги одржават. Колку пари треба ќе си платиме.
Така, добро, благодарам на јавувањето. Колку што знам, споменато е дека новите гробишта навистина се средуваат. Еве прашање и за стариот дел од гробиштата. Значи вака, ние веќе во новите гробишта направивме 2,5 километра патеки. Тие патеки се во вредност во 3 милиона и 100 денари. Значи во старите гробишта оваа година веќе 3 пати ги косиме, тревните површини ги косиме, ги средуваме. Значи сега ќе пристапиме кон средување на патеките и во гробишта, во старите гробишта, каде што ќе имаме ќе одиме прво со тампонирање. Значи во 2015 година се планира да бидат асфалтирани и овие улици во старите гробишта. До сега знаете дека во гробиштата не е инвестирано ништо. Толку години знаете какви беа гробиштата, сега кој ќе отиде таму, значи се чувствува непријатно, кал, улиците, колите нема луѓето дека да ги паркираат. Еве сега имаме секаде асфалт, гробиштата се искосени, средени, веќе во новиот дел зборувам, во стариот дел еве од денес почнавме веќе да разгледуваме како да пристапиме, веднаш ќе почнеме овие денови со тампонирање на тамошните патишта да ги средиме. И што се однесува за громните места, ние ги средуваме и ги косиме, значи нема веќе треба во гробишта се искосени, не дозволуваме. Значи на место е прашањето и навреме од нашиот гледач. Така е. Нов гледач, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Граѓанин од Стар Конак. Добро. Обеќава со градоначалникот и доктор Ане Бодјаджиев дека ќе средат прашање со Стар Конак. За паркинзи, за паркови, тука дека ќе средат, ништо не е средено. Дали може да се знае кога ќе се реши и со гужва, со сообраќај и со се? Така, добро, благодарам. Значи паркинг места и хортикултурно веројатно парк. За хортикултурно парковите во Стар Конак ние разговаравме со граѓаните таму. Еве јас го повикувам граѓанинот да утре дојде во нашите простории во јавното претпријатие ИСАР да се договориме и ние веднаш значи ќе пристапиме со заедничка соработка. Исто го направивме во Сењакот, веќе средивме 2 парка. Парковите ги средивме така што јавното претпријатие ИСАР заедно со општината ги даде потребните материјали кои што се потребни, ги даде жардинерите, ги даде семенскиот материјал треба, цвеќињата, ги дадовме украсните дрвца, дадовме се што треба, населението сами си го среде паркот. И си ги среде парковите и ги дотере како што треба. Исто така потоа ние ќе ги одржуваме овие паркови заедно со населението. Го повикувам граѓанинот доколку има слободно време утре во било кое време да дојде во јавното претпријатие ИСАР да ме побара, ќе се договориме и ќе почнеме со работа во Стар Конак. Така. И сега да преминеме на она што во последно време најмногу се зборува, бидејќи сите соседни општини сосема очигледно се фалат со новите покриени пазари. Пазарот во Штип се покрива. До каде е таа постапка? Што се предвидува воопшто? Како ќе изгледа пазарот после покривањето градскиот пазар? Значи, сите знаеме дека четврт век во пазарот во Штип ништо не е направено. Долго време ништо не е направено. Значи, за кратко време успеавме, веќе бехатонот е поставен, имаме нов пот на самиот пазар, бидејќи на пазарот од сите. Луѓето кога ќе дојдат на пазар треба се чувствуваат пријатно и купувачите и продавачите. Наша обврска ние стопанисуваме како јавно претпријатие со пазарот, така да ние веќе поставуваме 1300 метри квадратни бехатон доле. Тезгите ќе поставиме 40 нови тезги и со старите тезги ќе ги обновиме, ќе ги реновираме и ќе имаме 200 продажни места. Исто така од страните ќе има деловни простории каде што ќе можат граѓаните да ги закупат, ќе бидат дадени ќе ги запазиме законските мерки, ќе бидат дадени на тендер, ќе бидат дадени на лицитација кои се јават луѓе, значи ќе се ги земат овие дуќани. И така да ќе пристапиме и кон покривање на градскиот пазар. Ова е сето во тек за 7 до 10 дена веќе градскиот пазар ќе биде завршени сите активности на градскиот пазар. Значи пазарот како ќе биде покриен? Значи пазарот ќе биде покриен така да тезгите ќе бидат поставено странично, како што беа сега поставени, значи ќе бидат поставени странично, ќе бидат поставени значи со лимен кров ќе има и ќе има поставено пластични превои, кои што ќе бидат поставени измеѓу тезгите, значи, така да ќе бидат како тунели, комплетно ќе биде покриен, значи не целиот пазар, зборуваме за долниот дел на пазарот од 1300 метри квадратни, ударниот пазар. Така, оној кај што и сега најмногу има, само петоците има на оној горен дел. Да, 2015 година предвидено е кога ќе завршиме со покривање, значи од 7 до 10 дена завршуваме веќе со покривање на овој дел, ќе биде комплетно пуштен во употреба. Значи во 2015 година планираме да го покриеме и другиот дел од пазарот, така да веќе целиот пазар ќе биде покриен и граѓаните ќе се чувствуваат пријатно. Заслужува и Штип да има пазар, бидејќи и тоа пазар како што треба. Да се надеваме дека така и ќе биде. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Да прашам директорот за правење на парка на местото над денешниот
Дом на млади и улица 4 Македонска бригада. Повеќе пати имам разговарано со него, ми обекеше дека ќе се заврши, до ден денес ништо не е преземано, тоа е легло на животни, стари дрва и сушени, ми обеќано дека тоа сето ќе се исичи, ќе се направи парк. Меѓутоа до сега не е чепнато таму, иако повеќе пати и писмено и усмено имам разговарано и ми има обеќано дека ќе се заврши тоа. Над Дом на млади? Да, над Дом на млади, помеѓу Дом на млади и улицата 4 Македонска бригада. Така, добро, благодарам на Јовањето. 4 Македонска бригада. Значи станува збор овде, значи јас имам разговарано со господинот. Значи овде станува збор за приватен имот. Значи за средување на овој приватен имот, господинот мора да извади за сечење на дрвото кое што овде смета и кое што сака да се среди, значи мора да извади документ од комунална инспекција, па со тој документ да дојде кај нас и комуналниот инспектор треба да посочи дали сме ние должни да го исечеме тоа дрво, ние ќе го исечеме и овде за средување на паркот тоа си е приватен имот, така да господинот ќе мора сам да си го среди. Чи може да помогнете во одреден дел? Ние можеме дел? Да помогнеме во одреден дел, да дадеме одредени материјали за средување на паркот, знам дека тој дел е куки се веднаш зад домот на млади. Да, затоа не е решен овој проблем. Како и да е, значи барем тоа нека го направи гледачот, па да се направи што се може. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав, значи, до вас, до студиото. Многу добро во сето што се прави, значи, со паркови, со се, морам да го пофалам директоро. Само имам едно прашање до директоро. Христијан Карпуш улицата, значи мајка ми таму живее. Кога ќе се направи целост? Благодарам, пријатно. Разговаравме пред некој ден и со директорот на Стипион, меѓутоа запознати се претпоставувам. Значи Христијан Карпуш, ние веќе го добивме налогот од градоначалникот и деновиве започнуваме со реконструкција на канализацијата и водоводот. Значи, тоа што е дел на ИСАР. Тоа што е дел на јавното предпријатие ИСАР. Денес го јас добив налогот од градоначалникот и веќе, значи овие денови ќе започнеме со работа, веќе со реконструкција на канализацијата и водоводот. Што е знак дека ќе се прави улицата. Значи, штом го сменеме канализацијата и водоводот, се чека на нас да подоцна се пристапи на асфалтирање нова улица, целата ќе биде изреновирана, бидејќи улицата е стварно во многу лоша состојба, коцки и граѓаните временските услови се влошуваат, дали тоа ќе спречи во работата? Ние ќе завршиме експресно работата на Христијан Карпуш. Веќе ќе започнеме и експресно ќе завршиме во одредениот рок кој што ни го даде градоначалник. Така. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Еден работник од ИСАР, кај директорот мислам сакам да го прашам директорот кога ќе биде направена канализацијата за Каваклија мало нагоре, на кај Шардавано што е оти. Каваклија. Знае се колку жотеци има оваа година од Каваклија поради таа канализација. Така, добро, благодарам, пријатно. Шардаван Баши, тоа е кон, ако не слажам, кон болницата, тука долу, тој дел. Значи конкретно за Шардаван Баши. Така. Луѓето овде кога ги граделе дивоградбите, значи станува збор за дивоградби кои се сега во фаза сигурна легализација предпоставувам. Значи луѓето кога ги граделе дивоградбите ги изградиле над резерварот каде што е резерварот за вода. Так. И се изградили над резерварот. Значи ние немаме можности водата да ја тераме до горните делови на куќата. Значи ние правиме техничко решение, разгледуваме можноста и сакаме да го решиме овој проблем на